доволен криптоентузијаст и понатаму не сум нешто многу добар, но ова е период кога навистина треба да се работи, значи ако не работиме сега, тогаш нема поента. Пак ќе кажам, значи затоа и ќе дадам се од себе да го направам ова видео. Се уште имам проблем со грлото, но како што кажав, работата мора да продолжи. Сега е најбитниот момент за работа, односно се движиме кон следен бул маркет, овој пат веќе, па би рекол, потврдено од економски аспект. Сега, оние кои што го следаа моето вчерашно видео, направив лайвстрим во кој што објаснив што се случува и нели зошто е тоа моментално така речено потврдено, барем од економски аспект. Како што веќе кажавме, тоа е Джером Пауел кој што вчера го потврди тоа што сите се сомневавме дека ќе се случи, а тоа е конечно промена на нивната полиса, односно на монетарната политика на Федералната резерва. Што значи дека официјално и самиот Джером Пауел, кој што е канцелар на Федералната резерва, најави дека ќе имаме промена на монетарната политика. Многу пати сме објаснувале што истото значи, но за крај нормално пак би било добро да го повториме и тоа многу едноставно ќе го повториме на овој чарт кој што е многу јасен и недвосмислен, каде што многу јасно можеме да видиме што оваа промена на полисата значи, односно на монетарната политика. Може да видите дека веќе имаме и тоа енормен ефект уште првиот ден кога добивме известување за оваа промена. Проблемот што никој од нас не очекуваше дека ова ќе го каже на симпозиум економски, како што беше тоа Джексон Хол. Очекувавме дека тоа ќе дојде кога ќе дојдеме до следниот состав на Федералната резерва. Но супер за нас, со оглед на фактот дека се движиме во правилната насока, онаа која што е посакувана за нас. Значи одека можеме да видиме на овој чарт, тоа е DXY индексот, односно вредноста на доларот, наспроти Федералната резерва и низините каматни стапки, тоа е оваа црвена линија, еве ќе ставиме ова да биде жолта, за да се разликуваат, да не биде вака чисто да биде појасно. Додека ова е инфлацијата. Така да ова е CPI инфлацијата, значи само за едноставно да објасниме што ова значи. Тоа значи дека кога успеале да ја симнат инфлацијата до посакувано ниво, а тоа би било овде, да речем, во оваа ситуација е доста ниско, стигнала до неверојатни 0,2%, на десно може да видите 0,3%. Значи дека веќе ја симнале доволно ниско и сега веќе може да си дозволат да почнат да ги симнуваат нормално и каматните стапки. Односно се извинувам. Овдека е почетокот, гледате. Значи инфлацијата се симнала до 1,75% и тогаш почнале со намалување на каматните стапки. Сега се наоѓаме во истата ситуација, каде што инфлацијата од неверојатни 9%, може да видите најдесно на нашиот екран, се симнала на моментално 3%. Што значи дека сме успеале да симнеме цели 6%, иако посекуваниот момент е 2, значи они сакаат да симнат до 2%, тоа не го мена фактот дека е доволно ниска за да можат да почнат со rate cut, тоа што и самиот го напомена, односно почнуваат со намалување на стапките по кои што го позајмуваат капиталот, односно ново испринтаните долари и почнуваат да принтаат долари. Тоа е поентата што нас не е битна. Зошто? Сега ќе избричаме инфлацијата за да биде малку појасно. Значи, сега ќе ги додадеме доларот и во оваа ситуација ќе го додадеме S&P 500, чисто за да видите како тоа изгледа. Значи, во последниот момент, сега повторно ќе ги ставиме малку посветли бои за да биде јасно што моментално покажуваме. Значи, бела боја е биткоин, а ќе ставиме зелена боја е S&P 500. Или ќе ставиме жолта, со оглед на фактот дека биткоин е жолта боја. Така. Значи, погледнете сега. Во моментот кога сме имале претходно, затоа и постојано зборам, значи ова е нешто што веќе ние сме го виделе и ова не е ниту предвидување, значи ова е наједноставна економија. Поедноставно од ова не може да биде. Со намалување на каматните стапки и почнување со принтање на долари, односно на нова зелена тавалетна хартија, имаме намалување на вредноста на долар. Тоа гледаме дека историски веќе е покажано многу пати до сега. Сега зборуваме само за претходниот бул маркет. Така, што се случило во моментот кога сме почнале да добиваме намалување на каматните стапки? Растна вредноста на биткоин, тоа е жолтата линија, растна вредноста на во оваа ситуација S&P 500, а пад на вредноста и стагнација на вредноста на доларот. Што значи дека истото моментално очекуваме да се случи повторно. Односно, во овој момент кога веќе најави самиот Джером Пауел дека ќе почнат повторно со намалување на каматните стапки, тоа е оваа, нели, делјакова, да речем, линија. Имаме ситуација во која што се очекува доларот веднаш да падне, тоа се случи уште првиот ден и тоа имавме солиден пад, погледнете, значи ова не е вообичаено, иако ова е на месечно ниво, само да ви покажам, значи тоа е доста солиден пад, погледнете и сами, значи тоа е 3,5% во исчекување на следните rate cuts, значи дека луѓето се повеќе и повеќе губат доверба во доларот. Затоа што се очекува
дека ќе имаме rate cuts, односно главниот инструмент кој што ја држи вредноста на доларот на високо ниво, моментално веќе нема да го има. Односно ќе имаме обратна политика каде што сега ќе се обидуваат да ја задржат невработеноста на ниско ниво. Сега мораме да видиме понатаму и да следиме каков ќе биде балансот, затоа што ако имаме ненадејно покачување на инфлацијата поради rate cuts повторно, голема веројатност дека може да се промени оваа политика, како што тоа сме го видели историски во 70-тите. Значи, еве во тој момент, каде што буквално имала ситуација, каде што може да видиме како тоа изгледа, погледнете. Мада овдека не е инфлацијата. Добро, како и да е, погледнете, значи имаме и соодветно видео, тоа е оно видео каде што разговараме за ембаргото, значи нафтеното ембарго, таму објаснуваме за 70-тите и за така речено вториот бран на rate cuts. Но нема да разговараме за тоа сега се фокусираме на моменталната ситуација, а тоа е дека rate cuts официјално ќе значат почнување на раст на во оваа ситуација и DXY и S&P 500, се извинувам, не DXY, биткоин, се што е ризично добро, се разбираме. Сега, ако погледнеме колку моментално се очекува, значи ова е најновото гласање, каде што 65% од луѓето очекуваат дека ќе добиеме 0,25% намалување на rate cuts, додека 36% очекуваат дека ќе биде 0,5%. Битно е дека ќе има. Се разбираме. Значи тоа веднаш како што веќе ви напоменав, видете, значи во еден ден не само што имаме пад, не имаме ново локално дно. Претходното локално дно беше во оваа ситуација на 100,653, а сега веќе имаме ново локално дно кое што успеавме да го преминеме. Значи уште еднаш ќе напоменам, тоа значи дека се придвижуваме надолу. Сега ако погледнеме на месечно ниво, значи и самиот DXY има свој канал во кој што моментално се движи, погледнете и сами. Значи до сега сме имале многу јасно bull маркети и bear маркети на DXY и тоа овдека зборуваме за цели 3, 4, 5 годишни циклуси, каде што ова беше bull маркетот, сега очекуваме дека bear маркетот историски ќе се придвижи надолу до оваа зелена линија негде околу 94-95 вредност на индексот на доларот. Значи дека допрва имаме пад на доларот и тоа ќе трае долго, значи не очекувате дека ова ќе биде преку ноќ, уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте дека ова не се случува така брзо, значи ова е само иницијалниот момент на пад. Понатаму ова ќе продолжи да паѓа како ќе се интегрираат новите rate cuts. Значи дека потребно е веќе да почнеме преку 1, 2, 3, 4 rate cuts за конечно да го добиеме ефектот кој што ни е потребен. Односно, ова што го кажавме овдека, само уште еднаш ќе го додадам за да видите. Значи, иако Федералната резерва почнала со rate cuts на 1 јули 2019, гледаме дека официјалниот пад почнал дури во мај 2020 година, се разбираме. Значи, сакам да ви кажам, некогаш не може да очекуваме веднаш дека ќе добиеме масивен пад на DXY како што тоа нас ни одговара. Затоа сакам да кажам, значи ова е почетокот и ова е многу битно за нас, затоа што во оваа ситуација тоа го очекувавме, така. Значи промената на самата политика. Но во исто време гледаме дека буквално иако имало стагнација во целиот овој период каде што имало и да речем задржување на DXY на истиот момент, неизбежно е тоа што доаѓа следно, односно раст на ризичните добра во оваа ситуација на биткоин. Нема да налегуваме премногу во техничка анализа на DXY, моментално пак ќе кажам, она што е главно е да продолжиме понатаму да следиме полисата на ОПЕК, дали ќе имаме промена во нивното работење и нормално да продолжиме да следиме како ќе се движат наредните rate cuts на Федералната резерва. Со тоа што имаме многу голема доверба на пазарот, моментално како што можеме да видиме, значи тоа може да се преслика нормално. DXY почна да паѓа енормно, а во исто време погледнете ги индексите на традиционалните пазари. Значи погледнете, Насдак се врати солидно нагоре и тоа погледнете од оној пат што иницијално го имаше, истиот моментално е нагоре добри 15%, а S&P 500 само што не е направил нов all-time high. Тоа ви покажува дека довербата во пазарот е вратена. Јас не би го исклучил потенцијалот за рецесија, затоа што ова не е завршена работа. Кога ќе добиеме следен податок за невработеност, тоа ќе биде во текот на почетокот на следниот месец, каде што ќе добиеме за август, значи колку е моментално невработеност во Америка, ќе добиеме и подобра слика за тоа што се очекува во однос на рецесија, затоа што пак ќе кажам, тоа што они најавиле
rate cuts, не значи дека сега наеднаш ќе почне целата економија да се движи нагоре и дека сите ќе почнат да вработуваат. Ова е одлично што го видовме овдека, но мораме да продолжиме да ги следиме овие податоци, не можеме едноставно да кажеме тоа е, нема да има рецесија, влегуваме во повторно економски напредок. Уште еднаш ќе напоменам затоа што неработеноста, како што веќе многу пати сме покажале досега, е најдобар индикатор за рецесија. Односно во оваа ситуација секогаш го користам овој чарт затоа што е многу битен и многу јасен. Гледаме дека овдека е буквално споредена каматната стапка на Федералната резерва заедно со неработеноста. Како што кажаме, значи секогаш почетокот на растот на неработеноста буквално бил најава за рецесија. Рецесија со овие сиви периоди, кои што гледаме дека моментално досега ниту еднаш, значи можеби еднаш се случило, но како што можам да видам од 1955 година па нааму, ниту еднаш не изостанал да најави рецесија, така да во оваа ситуација уште еднаш ќе кажам, значи шансите за рецесија се уште големи. Како ќе има ефект рецесијата на криптопазарот, како што многу пати сме кажали, имаме и посебно видео за ова. Јас очекувам дека ќе биде позитивна, затоа што рецесија во Америка не значи дека луѓето ќе престанат да адаптираат криптовалути. Рецесија во Америка значи дека компаниите и самата економија во Америка е афектирана. За разлика од тоа, иако станува збор за најголема економија, иако се е поврзано со таа економија, сакале ние или не, тоа не го менува фактот дека има голема шанса криптовалутите да бидат изземени, дури да има и позитивен ефект. Останува да видиме сега за сега не сме имале ниту еден ефект во кој што практично криптовалутите се наоѓале во рецесија, затоа и не можеме да знаеме со сигурност. Сега, она што можеме да знаеме е краткорочно имавме, значи моментов ќе зборуваме за краткорочни против долгорочни ефекти на ваквата промена на политиката врз биткоин и криптопазарите. Значи прво што можеме да забележиме, погледнете и сами, уште од очекувањето, значи од моментот кога сме почнале да очекуваме дека ќе имаме промена на политиката на Федералната резерва, тоа е така речено почетокот на овој месец, гледаме дека се повеќе и повеќе се зголемува количината на изминтани стейбл коини. Значи овдека може да видите дека веќе го надминавме врвот од 2021 година, тоа е нели претходниот бул маркет. Сега гледаме дека веќе има уште повеќе испринтано, значи стейбл коин, значи дека се повеќе и повеќе се зголемува интересот за крипто, така. Значи никој не минта стейбл коини за да ги чува, така. Значи сите минтаат стейбл коини за да купуваат, така. И тоа можеме да го видиме многу едноставно, значи погледнете и сами. Ево, моментот, значи оваа корекција која што имавме овдека во овој период, значи веќе е завршена и почнуваме да се движиме повторно нагоре. Што е ова? Значи ова е Bitcoin Spot ETFs, кои што моментално покажуваат дека повторно се забрзува трендот на купување. Погледнете. Значи од 16 август па до 23 август гледаме дека BlackRock направил огромни купувања, со тоа што во последните 2 дена, очигледно откако се по и неизвестно е практично промената на монетарната политика, гледаме 75,5 милиони, 86,8 милиони и во оваа ситуација истиот има 20,7 милиарди вреден капитал вложен во биткоин. Значи Bitcoin Spot ETF на BlackRock моментално поседува 20,7 милиарди. Значи тоа е огромна сума. На Fidelity е скоро 10, значи уште некој ден сигурно ќе го стигнат. И гледаме се поголем интерес, а во исто време гледаме што? Се повеќе и повеќе се намалува ликвидациите, односно продажбата од LGBTC, односно од Grayscale, што значи дека и институциите се повеќе и повеќе го зголемуваат својот апетит за криптовалути. Слично на тоа можеме да видиме и во Ethereum Spot ETF, каде што гледаме дека можеби е со помали суми, но гледаме дека и понатаму како и iBit, така и останатите вршат акумулација, иако ова не е толку голема како биткоин, мораме да признаеме. Сепак, значи, за ова мал период, каде што немаме дури ни еден месец, значи, на BlackRock, Ethereum Spot ETF успеал да собере 1 милиарда долари вреден Ethereum. Од друга страна, она што мораме да го забележиме е дека моментално на глобално ниво, овој ETF е седми по успешност. Така да, тоа треба да ви каже дека на вистина, иако не изгледа толку многу, значи со оглед на фактот дека ова е седми по успешност ETF на сите моментално ETFs во оваа година, ви кажува дека на вистина има голема успешност ова што моментално се случува со адаптација на Ethereum од страна на институциите. Значи тоа е една од оние први, како што можеме да видиме, краткорочни ефекти, каде што се повеќе и повеќе институциите се насочуваат кон крипто, затоа што гледаат дека се променува политиката. Сите знаат дека промена на монетарната политика автоматски значи и памп
не само на криптовалутите, туку на се останато. Но сега, за разлика од претходните периоди, претходните булмаркети, истите имаат пристап до крипто секторот. Значи, овие пари они можеле да одлучат да ги стават во Nvidia, да ги стават во Apple, во Microsoft, но одлучиле да ги стават во биткоин. Тоа значи многу, не знам за вас, но јас ви кажувам, значи има голема разлика затоа што уште еднаш во претходните бул маркети вакво нешто не сме имале, затоа што не постоеле нормално влезови од кои што може институциите да финансираат во крипто секторот. Така да ова е голема работа затоа што прашање на време е само кога нема да има доволно биткоин и етериум на централизираните менувачници како и на пазарот, затоа што гледаме се повеќе и повеќе дека се празни количината на, односно да не зборуваме на празно, значи ако го споредиме ова за етериум можеме да видиме дека од неверојатни 32 милиони етериум во 2021 година во август, значи пред една година, сега имаме само 3,4. Се разбираме? Значи 10 пати се намалила количината на етериум на централизираните менувачници затоа што луѓето го вадат етериумот, значи вие оставате етериум на централизирани менувачници само доколку планирате да го продавате, така. Дури порадикално од тоа е и ситуацијата со биткоин, која што гледаме нагло паѓање. Зошто е тоа? Значи се повеќе и повеќе луѓето очекуваат дека ова ќе се движи во надолна линија, односно дека се помалку биткоин ќе има расположлив за купување на централизираните менувачници. Значи се движиме до тој шок кој што ќе предизвика да нема доволно биткоин и етериум за купување, што ќе направи цената да експлодира, како што тоа сме го гледале во многу други бул маркети претходно, значи во биткоин, генерално во биткоин само сме го гледале веќе 3 пати. Сега, овој пат ќе биде многу подрастично затоа што претходно само китовите и ритейл секторот купувале, сега имаме китови и ритейл сектор и енормно голем интерес од институции. Тоа е она што треба да го разберете. Сега, кога станува збор за долгорочно, како што веќе кажавме, значи краткорочно гледаме дека се повеќе се забрзува интересот за биткоин, додека долгорочно пак ќе напоменам. Значи овој процес од кога почнале од јуни 2019 година па до нивното запирање во мај 2020 година, на цела година им било потребно да ја намалат каматната ставка на Федералната резерва, предизвикал да имаме бул маркет, значи во оваа ситуација, значи уште од јуни 2019 година ние сме имале бул маркет ефективно до октомври, септември 2021 година. Значи дека ефектот ќе дојде во период од година-две од сега па натаму. Се разбираме, затоа и кажав дека мораме да имаме трпение, значи генерално економијата не е спринт, кога станува збор за инвеститори, ова не е воопште спринт, туку станува збор за многу долг маратон и се наоѓаме во најдобриот дел, но мора да имаме трпение, затоа што пак ќе кажам, веќе видено ова е неизбежно, поентата е само да дојдеме до оној дел кој што е така речено најдобар за нас, а тоа е практично намалување на вредноста на доларот и раст на сите ризични добра во оваа ситуација, прво почнувајќи нормално биткоин, потоа етериум, па потоа сите други алткоини. Сега, во однос на биткоин и понатаму се движиме, значи, погледнете, безпрекорно се движиме во овој канал, значи уште од 12 март 2024 година, значи овој канал и понатаму представува зона на акумулација. Уште еднаш ќе напоменам, неминовно е дека истиот ќе биде скршен, се повеќе и повеќе е голема веројатност дека тоа ќе биде во нагорна линија и уште еднаш, значи од стандардната да речем во оваа ситуација формација, од технички аспект, значи кога и да се случи ова кршење, само да покажеме каде би била потенцијалната мета, значи дури и да е во овој момент, гледаме дека се очекува некаде околу 100.000 да биде метата на оваа формација, што знаете и сами дека ќе биде сигурно многу силна бариера, кога станува збор психолошка, нормално, и уште една, значи, пак ќе кажам, гледате, имате некои нивоа, како што е ова ниво, кое што е буквално граница на движење на овој бер во бул маркет, значи уште од самиот почеток, и моментално повторно се наоѓаме на истата оваа граница пред да пробаме повторно да ја скршиме нагоре. Уште еднаш, ова е многу битна работа, значи гледаме моментално на неделно ниво промена на MACD од бериш во булиш, каде што имаме прекршување на сигналната и базичната линија нагоре. Значи 100 KRS се наоѓа многу ниско на само 7, сега се придвижи до 17, RSI се наоѓа на 48, сега се придвижи до 55. А гледаме дека историски може да стигне и до неверојатни 90. Значи дека имаме многу голем потенцијал за движење нагоре и многу долго може да остане над 70 препродадено кога станува збор за бул маркет. Дури и на месечно ниво имаме солидна корекција кога станува збор за биткоин.
Значи, ако се сеќавате бевме многу високо, значи тоа сме го соопштиле многу пати до сега, само чисто да погледнеме како изгледаат индикаторите. Значи, погледнете, самиот RSI се наоѓа на 76, историски, како што кажавме, значи во bull market истиот може да се наоѓа од 70 па до апсолутни 100, и тоа погледнете, значи ова е во 2016 до 2017 од август се наоѓал па до во оваа ситуација февруари 2018, значи од август 2016 до февруари 2018 се наоѓал над 70. Значи може да се задржи многу долго над, а ние се уште не сме ни почнали, имаме само краток врв над 70, значи препродадено кога станува збор за RSI, кој што е еден од, да речем, водечките индикатори кога станува збор за техничка анализа. Така да и ова што го видовме, значи допирањето на 50.000, како што кажавме, е многу силна бариера која што гледаме дека буквално ја врати цената нагоре до неверојатни моментално 64.000, но повторно не заборавајте дека главната причина повторно и понатаму останува дека е тоа, а тоа е промена на монетарната политика на Федералната резерва. Сите го знаат тоа, значи сите инвеститори знаат што ова значи. Така да пак ќе кажам, значи на вас останува дали ќе верувате или не. Значи јас досега историски не гледам причина зошто не би очекувал дека ова ќе биде позитивно, како за биткоин, така и за останатите криптовалути. Само поентата е што потребно е време за постепено, да речем, Федералната резерва да ги примени овие rate cuts и да видиме како тоа ќе се одрази на инфлацијата и на невработеноста. Односно, колку е поголема невработеноста, толку подрастично ќе мора да става rate cuts, а тоа е уште подобро за нас, но во исто време ќе покачи повторно инфлацијата. Затоа нема да разговараме денеска, но само сакам да кажам, тоа се компликации кои што мораме да ги земеме во предвид. Сега, тоа е во однос на овој чарт, значи гледаме дека буквално и понатаму се наоѓаме во истата таа акумулациона зона, значи овде кај обележав чисто за да имаме во предвид. Се наоѓавме буквално на долната граница на Болинџер бендот и моментално пробиваме над bull market support бендот, што е многу битно. Значи завршување на оваа свеќа каде што е моментално на 64.000, значи ќе значи дека повторно се наоѓаме над bull market support бендот, тоа е многу битно, но битно е и да останеме таму. Значи дека во наредните 2-3 недели ќе следиме дали конечно цената има доволно поддршка да остане над bull market support бендот, затоа што, како што кажеме историски, секое здржување на цената над bull market support бендот и корекција до истата зачело нов скок нагоре. Така да тоа во секој bull market досега сме го виделе, историски е буквално секогаш потврдено, без разлика дали е 2021, без разлика дали е 2017-16, значи bull market support бендот бил буквално дефиниција за следен bull market. Така да ова падење под него не беше најдобро, но пак ќе кажам, корекцијата беше повеќе потребна, поради тоа што бевме премногу високо на сите индикатори. Така да оваа корекција само направи да имаме многу солидна, да речем, веројатност дека ќе имаме уште поголем bull market во наредниот период. И понатаму се движиме во ова Wyckoff, да речем, фаза на маркап, каде што ја завршивме акумулацијата, оние кои што следат нашиот канал, значи буквално во детали ја обработувавме месеци наназад, каде што скокот и конечно ретестот на оваа горна граница на Wyckoff акумулацијата предизвикуваше почеток на маркап период, кој што гледаме дека е буквално како што е по дефиниција, значи окарактеризиран со неколку, да речем, sell-offs, значи тоа е она како сега, тоа е многу глупаво. Знаете како кога се обидувате да преведете нешто од англиски на македонски, навистина глупаво звучи. Значи тресење на слабите раце, значи стварно е глупаво. Значи shake off of weak hands. Тоа е на англиски и сега ако треба да го преведам на македонски, стварно звучи глупаво. Јас се обидувам колку што можам повеќе да ги преведувам работите, ама некогаш навистина глупаво звучи, така да затоа и користам англиските термини, нели да не ми замерите. И пак ќе кажам, значи допрва ќе стигнеме до фазата на дистрибуција, која што исто така ќе ја следиме, значи во детали, кога конечно ќе се наоѓаме на истата. Јас верувам дека се уште се наоѓаме во овој марка период, значи далеку сме од биткоин дистрибуција. Морам да го снимам со паузи видео. Грло ми е стварно лошо, но како и да е, мора да биде направено затоа што има битни работи кои што треба да ги образложиме. Значи понатаму се движиме во овој историски канал, кој што гледаме дека буквално ни ја покажува целата оваа поддршка во претходните bear маркети, за истата моментално да ја видиме и овде. Значи јас пак ќе кажам, мислам дека многу посличен bull маркет ќе имаме од оној во 2016-2017, тоа треба да ве радува, затоа што беше класичен bull маркет со blow off top, кој што јас верувам дека многу добро ќе одигра во нашата стратегија овде
И ако го поставиме овде, значи буквално од самото дно кое што сме го направиле, само да го поставам правилно, значи од дното, погледнете како добро се совпаѓа. Значи ја не велам дека сигурно ќе биде исто, но погледнете. Значи имаме ритес под истата, придвижување над и буквално долната граница на овој канал ни представува поддршка на целиот овој период, со тоа што значи пак кога очекуваме да биде врвот на овој циклус, нормално во октомври-ноември 2025 година, значи тоа можеме да го погледнеме и на овој чарт, само на месечно ниво. Значи погледнете, ние овде го имаме заради таа намена, значи би кажал дека на вистина многу добро се совпаѓа како мимика на 2016-2017 година, значи знаете дека го имаме овој чарт во кој што ги следиме точно периодите од само да го исклучам VPVR затоа што ни смета овдека. Значи ги следиме точно периодите од биткоин халвинг и понатаму се движиме според циклусот на биткоин, каде што гледаме дека од секој халвинг до секој халвинг нормално сме ги имале точно погледнете сами, значи од дното ние ги рачунаме, но како и да е халвингот е моментот од кој што практично се поставува се да биде на 4 години. Значи од дното до 35 месеци имаме врв. Од дното до следното дно 47 месеци што е еднакво на 4 години. Од дно до дно 47 месеци што е еднакво на 4 години. Претходното дно до претходниот врв 35 месеци исто како и циклусот 2016 година. Така да ако го користиме истиот овој момент, од дното врв би очекувале негде во погледнете ноември, октомври 2025 година, и ако го споредиме тоа со овој интервал кој што го земавме од, значи може да видите и сами, од 2017 година, од апсолутното дно, и го поставиме на апсолутното дно во практично 2022 година, значи можеме да видиме дека оприлика врвот, значи како што видовме и последниот чарт, би бил негде во, гледајте и сами, значи октомври, ноември 2025 година, и тоа зборуваме за многу, сега да бидеме реални, малку е високо, 800.000, значи не, да не е, јас не верувам во такво нешто, ако добиеме 200-250.000, јас ќе бидам презадоволен, се над 100.000 за мене е прифатливо, но како и да е, гледаме дека на вистина многу добро се совпаѓа и временски, нормално, и во оваа ситуација според движењето во самиот канал. Како и да е, значи тоа е нешто што ќе треба да го следиме, ќе треба да го споредуваме. Сега само сакав да го покажам дека буквално овој канал и понатаму е валидна формација и на вистина ни дава некоја представа за тоа што очекуваме. Денеска имаме доста дополнителни индикатори каде што ќе можеме да видиме многу појасно што не очекува во однос на bull market. Една работа која што морам да напоменам уште еднаш е дека јас очекувам голем short squeeze. Јас очекувам дека ако се придвижиме сега околу 70.000 и над, очекувам да имаме многу голема ликвидација на шорт позиции, затоа што знаете и сами дека многу од луѓето не очекуваат дека сме спремни, како и секогаш нормално, да се придвижиме повторно до претходниот all time high, тоа е негде околу 74.000, и верувам дека ако се придвижиме нагоре има многу шорт позиции кои што како ги ликвидираме, така се повеќе и повеќе цената на биткоин ќе расте. Значи ние само во овој реон од 60.000 до 64.000, значи сме успеале да ликвидираме вчера 140 милиони шорт позиции. Колку има нагоре позиции кои што се уште не се затворени, јас верувам дека е голема количина и верувам дека тоа допро ќе го утврдиме, а ќе биде доста позитивно за нас, затоа што во оваа ситуација тоа ќе значи како ги затвораат, значи автоматски централизираните менувачи овие позиции и ги ликвидираат трговците, така ќе расте цената на биткоин. Сме разговарале, погледнете го видеото каде што разговараме за манипулации на пазарот. Значи тоа е дел од плейлистата за напредна фундаментална и техничка анализа. Гледаме дека и понатаму алткоините се наоѓаат на апсолутно ниско ниво, 22, како што веќе спомнав. Последен пат такво нешто сме виделе во октомври. Значи, еве во моментот што јас постојано го зборувам, јас очекувам масивен памп на алткоините. Значи, пак, историски, не гледам причини зашто ова не би се случило, уште еднаш. Утрешното видео во кое што ќе разговараме за геополитика и геополитички причини во оваа ситуација, разгорувањето, односно зголемувањето на војната во Русија и Украина и потенцијалниот регионален конфликт во Блискиот Исток, се единствените две причини кои што моментално ги гледам како потенцијална пречка за ова да се случи. Значи, доколку и понатаму овие региони останат релативно мирни,
а ако се смири тогаш уште подобро за нас, значи за тоа повеќе утре. Во секој случај, значи овој памп што го добивме од октомври до март, очекувам да го видиме повторно и тоа во многу по-силен интензитет, но повторно останува да видиме, значи тука сме заедно, ќе го проследиме сето тоа. Сега, она што постојано го зборувам е дека биткоин циклусот до сега никогаш не разочарал и никогаш не промашил. Погледнете. Значи овдека ова е, значи ќе ги споредиме чартовите на план B, значи тоа е нели оној stop to flow ratio, ќе го споредиме чартот на претходни халвинзи и како изгледа чартот во делот после халвингот на сите овие циклуси и ќе го споредиме Rainbow чартот, кој што значи во оваа ситуација ќе ни даде многу појасна слика каде се наоѓаме. Значи овдека ги имаме халвинзите не се многу битни моментално. Зошто? Погледнете. Значи овдека халвингот завршува кога од плава ќе почне да биде црвена бојата. Така, значи тоа е халвинг. Со тоа што гледаме дека дури кога бојата на да речам чартот или на силината на пак ќе кажам на должината на халвинг циклусот почнува да биде портокалова, дури тогаш почнуваме да добиваме скок на вредноста на биткоин. Тоа досега било буквално во секој од овие циклуси. Значи погледнете, ова е првиот циклус од 2013 година. Ова е вториот циклус од 2016 година. Значи како се придвижуваме од потемна црвена кон портокалова, така се придвижуваме и кон скок на цената на биткоин. И во 2021 година, каде што сме се здржале малку подолго, но како се придвижуваме кон портокалова и жолта, така вредноста на биткоин почнува да расте. Ние се наоѓаме се уште во така речено темна црвена нијанса. Значи дека се наоѓаме рано во овој циклус. Тоа може да го видиме и на овој чарт. Значи погледнете. Се наоѓаме на 8,7% од претходниот халвинг. Значи тоа е време траењето од еден до друг халвинг кој што е 4 години. Грубо речено, не е секогаш точно 4, затоа што е пресметано во блокови, не е пресметано во време траење. Каде што можеме да видиме дека со исклучок на првиот bull market, каде што нормално имало премногу мала количина, значи зборуваме за многу ефтин биткоин, значи нема да го земеме во предвид, но погледнете сега овде. Во овој период, во 2000 и како ќе му дое 16 година, така. Значи цената на некој начин се наоѓала во овој арк, така. Значи се наоѓала во корекција и придвижување нагоре пред конечна експлозија. Во 2020 година, иако сме имале мала експлозија, повторно цената се коригирала надолу пред конечно да почне една масивна експлозија. Ние моментално имаме многу слично, само секунда, многу слично на претходниот период. Зошто го велам тоа? Затоа што на некој начин ова што го гледате овдека е слично на акумулација, која што и моментално ја гледаме овде. Значи многу изгледа како акумулација пред конечно пренесување на цената нагоре, што буквално го видовме на чертовите. Значи онаа формација на знаме е буквално акумулација пред повторен скок нагоре. И истото можеме да го видиме и нормално на Rainbow чартот, каде што можеме да видиме дека историски после халвингот, погледнете, значи халвингот се случил во ноември 2012 година, а конечно скок сме имале во февруари 2013 година. Значи потребни биле негде околу 3 месеци пред конечно да имаме скок. Значи овдека дури и повеќе би рекол. Значи во 2016 година, значи ние сме имале халвинг во јули 2016, а официјално скок, да речем солиден скок бил во декември 2016 година, кога конечно чартот почна да се движи солидно нагоре, значи од јули до декември тоа се околу 5 месеци. 2020 година во мај халвинг, конечно скок имаме во октомври 2020 година, што значи дека од мај до октомври повторно ни се потребни 5 месеци, а ние сме имале моментално халвинг во април, а се наоѓаме во август, што значи дека пак оприлика би требало негде овој или следниот месец конечно почнеме да се движиме нагоре, историски споредено од претходните циклуси. Не значи дека ќе биде исто, но ако го следиме ова како водилка, која што досега не разочарала, се наоѓаме пред потенцијален скок конечно кон повисоки вредности. Значи овој степен на акумулација која што досега ја видовме е веќе при крај и ја верувам дека почетокот на промената на монетарната политика е тоа што конечно ќе го доведе биткоин во следниот циклус на оној банана скок што го очекуваме. Исто така можеме да видиме MVRV score, каде што ја гледаме цената на биткоин дали е превисока или прениска во однос на тоа каде се наоѓа, значи неговата вредност е моментално 1,68, што е на вистина ниско од, гледаме дека на највисоките вредности во апсолутните врвови бил на 7, така.
Значи, добро, сега во оваа ситуација на вториот сме имале малку пониско, затоа што гледаме дека ова е оној dead cat bounce кој што испада дека е апсолутниот врв, но како и да е. Значи, вредноста историски треба да биде над 6 за конечно да добиеме потенцијален врв или пак да сме блиску до самиот врв на биткоин. Така да се уште рано и во ова. Puel Multiple, кој што е доста битен, ни покажува дека и историски секогаш после халвингот, значи им требало време на мајнерите за да се опорават. Значи погледнете. После халвингот гледате колку голем пат има. Значи тоа е буквално 50% од профитот на мајнерите. Значи како паѓа, така гледаме акумулација, пред конечно почне да се движи нагоре, тоа е практично профитабилноста на мајнерите односно раст на цената на биткоин. Истата ситуација, значи се намалува за половина профитабилноста на мајнерите, акумулација пред конечно почне да се движи нагоре и моментално го гледаме и само да видам каде беше до 2000 евро. Значи ова е во 2020 година, не, овде се извинувам. Ево, во 2020. Ова е падот. Акумулација пред прижување нагоре и овде ке имавме многу солидна пад на профитабилност на мајнерите, затоа што имавме халвинг и акумулација пред придвижување нагоре, значи и за мајнерите е тоа одлично затоа што како расте цената на биткоин, така мајнерите продаваат многу помала количина, односно не прават дамп на пазарот. И за крај ќе ги споредиме најголемите новчаници, односно ќе споредиме во однос на дали растат или се намалуваат новчаниците. Значи 0,01 биткоин сме имале 12,6 милиони, сега имаме 12 милиони 602 илјади, а сега имаме 12 милиони 650 илјади. Значи 50 илјади нови новчаници кои што купиле 0,01 биткоин, 0,1, значи од дното кое што го постигнавме околу 4 милиони 552 илјади, сега сме на 4 милиони 574 илјади. Значи пак на некој начин имаме 20.000 нови новчаници кои што купиле 0,1 биткоин. 1 биткоин исто така нема некоја голема промена, 1 милион 11 илјади на 1 милион 12 800, негде околу 1500 новчаници нови, но повторно има, така. Значи 10 биткоини од 152.766 на 153.395. Значи опрлика имаме некои 600 нови новчаници со 10 биткоини. Овде ке имаме солиден напредок, значи од 15.819, што имаат повеќе од 100 биткоини, на 16.034. Значи опрлика околу 200 нови новчаници со повеќе од 100 биткоини. И овде ке имаме стагнација, каде што некаде околу 2000 новчаници и понатаму остануваат да имаат 1000 биткоин. И за крај, ова е CBBI, значи онај групен индекс на 10 различни индикатори, кои што ни дава оприлика идеја каде се наоѓаме во овој бул циклус, сега моментално на 64, а гледаме дека историски кога се наоѓа негде околу 90, па скоро 100, сме го утврдиле и претходниот врв на биткоин и тоа многу точно. Значи овој го следевме уште на самото дно, ако се сеќавате, кога буквално еден од главните индикатори беше тоа што го следевме CBBI индексот да ни каже дека се наоѓаме на апсолутното дно. Со тоа што моментално оваа корекција која што ја направи за да се придвижи повторно надолу до 60, ни дава уште по, да речем, голем временски период пред нас за да можеме да добиеме следен бул циклус. Значи ова беше одлична корекција која што сега ќе ни даде повеќе време за следниот бул маркет. За крај мораме да спомнеме некои битни работи на самиот канал, меѓу кои првата е дека мојата работа е само за македонци. Дали ви се допаѓа или не, тоа воопште не ме интересира, значи нема тука воопште никаква демократија, нема што да се разговара. Значи никакви бугарски, никакви албански, никакви српски коментари нема да бидат дозволени. Овој канал е за македонци. Сега дали тоа вие го сметате за добро или не, тоа воопште не ме интересира, значи уште еднаш ќе кажам, оваа работа која што јас ја работам секој ден по неколку часа е за македонскиот народ. И толку, нема тука што да се разговара. Значи, добив некои коментари, добив некои пораки, еве, да повторам уште еднаш, значи ништо не ме интересира. Уште еднаш, демократија за тоа на нашиот канал нема. Ја лично одам, значи еден по еден, кога ќе видам дека некој не е од наша националност, односно македонска националност, е директно блокиран и од нашата Facebook страна, од сегде буквално каде што ќе успеам да видам дека некој не е наш. Нормално пак ќе кажам, немам јас сега време да седам да ги следам еден по еден, но пак никакви коментари, никакви следења, ништо не ме интересира. Значи згрозен сум од заедниците во Македонија, како го третираат уставотворниот македонски народ, кој што моментално во сопствената земја стана буквално, значи, курди. Значи, пак ќе кажам, единствено ме интересираат македонците, ова го правам за македонците низ целиот свет,
Јас одлучувам кој ќе го гледа мојот канал, затоа што јас сум тој кој што работи и уште едно. Значи, дали ви се допаѓа, воопште не ме интересира тоа, поплаки, такви глупости, нели, на друго место е во Кале, прашете, таму ќе ви дадат можеби некоја друга насока или некој друг канал, си имате вие у вашите земји, у вашите народи, нели, ваши канали, уште еднаш она што јас го работам е за македонскиот народ. И точка. Значи мене ме интересира македонскиот народ и никој друг. Во однос на ова, првата македонска криптоконференција и понатаму останува да се одржи на 31 август, тоа е наредната сабота. Со нетрпение чекам, значи презентацијата е, мислам, многу добра, се надевам дека ќе уживате во истата. Како и да е, значи, пак ќе кажем, едва и чекам. Во 8:30 почнуваме во Прилеп во значи нивното ново кино позади библиотеката Марко Цепенков, така да се надевам ќе ни се приклучите, значи ја верувам дека ќе биде доста добро поминати неколку часа. Тоа е се, нормално за крај како и секогаш, значи мораме да ги спомнеме овие работи. Значи знаете дека целата оваа работа и понатаму продолжува за македонскиот народ, 0 евра по македонец. Значи се што барам од вас е доколку ви се допаѓа нашата работа, значи јас не бркам сабскрајбери, јас не бркам лајкови, јас само сакам ова да го проширам на што повеќе македонци, така да помогнете ми на што повеќе македонци да дојде оваа едукација, за другите воопшто не ме интересира. И нормално, значи најосновни лайк, шер, сабскрајб, комент помагаат оваа материја да се прошири автоматски преку алгоритмите на овие канали, нормално и на социјалните мрежи. И за крај, нормално, оние кои што се нови на нашиот канал, моментално на Рутуб, одново ја публикуваме целата материја на напреден курс за техничка и фундаментална анализа од самиот почеток па до 122-то видео, со цел да имате така речено, нели, увид во целиот овој материјал постепено, ако веќе сте го пропуштиле нормално. И тоа е се, нема да должам премногу. Во текот на утрешниот ден според вашите гласања ќе направиме видео за геополитика. Гледам дека има доста голем интерес, така да во текот на утрешниот ден очекувате дека ќе го добиете видеото за геополитика. Ќе се задржиме највеќе на Палестина, односно потенцијален конфликт на Блискиот исток и на руско-украинската војна. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџи.